Пливањето го сакам неизмерно од мали години. Прв мој идол ми беше мојот покоен татко. Потоа читав за Дики Боежи, за Вејко Рогошич и за другите ведети во пливањето и сонував еден ден да испливам една подолга релација. Мојата замисла беше каде на друго место, ако не на нашиот прекрасен Охрид, релација Охрид-Струга. Наоѓајќи се на специализација на спортска медицина 2001 година, одев на базент, гледајќи ги пливачите таму како тренираат, ми се јави таа идеја да стапам во контакт со факторите во пливањето во Скопје и се обратив на тогашниот председател и тренер Димитрија Поповски, потоа на Атина Боежи, сега се покојни, на Дики Боежи и така некако страмежливо, да кажам, многу не верува во мене, само јас верувам во себе дека можам да остварам и првиот маратон го испланиравме да биде Пештани Охрид, го испливав успешно на 15 септември 2001 година и така лека полека дојде, значи не ја бркав нарочно бројката стотка, дојде ете после 20 години и овој ден кога со задоволство можам да кажам го доживувам како мое врвно остварување и нема да запомни, тука се разбира, че има уште неколку мои проекти што сакам да ги остварам, пред се да спојам два континента, на Чанакале во Турција, тоа е моја замисла, сигурно после короната ќе го направам и тоа. И уште некои, и морам да кажам дека до сега покрај препливаните 14 наши езера, една од моите цели е да ги препливам сите наши природни вешки акумулации. До сега направив 14 езера, препливав во Македонија, на некои повеќе пати настапував. Вкупните настапи на езерата во Македонија се 25, од кои што 10 трки, 2 промотивни пливања во чест на Габерот и другите останите се соло пливања. 74 пливачки маратони има меѓународни во 11 земји. Сите земји од бивша Југославија плюс Косово. Тука и Бугарија, Грција, Албанија, Турција, Романија и сега ми останува уште во замислите да пливам во Италија и во Унгарија. Не знам, реков да не должам многу, пливањето е моја љубов и обсесија. Морам да кажам, да не испуштам, можеби најбитното зошто го правам ова. Го правам за да докажам, да им покажам на младите дека со упорност, со трпение, со љубов кон нешто се постигнува се. Испливав 100 маратони, ствари овој ќе биде 100-тиот, 99 маратони со вкупно 465 км во официјални и над 4000 км тренинзи. Тоа се бројки што, еве, да не бидам скромен и лажно скромен, се стварно импозантни, фасцинантни. Сакам да потенцирам дека пливањето е еден од најздравите спортови, јас сум специјалист по спортска медицина, еден од најздравите спортови, сакам да го практикуваат нашите млади, сакам да има пливачки школи, сакам да заживее ова наше Тиквешко езеро со пливање, со кајакарство, со други спортови на вода и така натаму, да правиме убави работи, затоа што не достасуваат убави работи, да заборавиме на неубавите работи, да правиме убави работи. А јас се надевам дека уште некоја година ќе имам со Господ напред, нели, ќе имам и сила и желба и волја да продолжам. Не знам до која бројка ќе стигам, не е ни важно, затоа што, пак ќе кажам, пливањето е моја љубов и обсесија и го барам упорно мојот пливачки наследник, се надевам дека еден ден ќе го најдам. Од името на општина Кавадац и градоначалникот Советот и од лично моје име ве поздравувам сите. Се заблагодарувам што најдовте време да го испочитуваме. За мене не аматер, него професионален пливач и професионалец во медицината доктор Бошко, лично мој пријател, со задоволство го слушам секогаш, го пратам, тој го представува Кавадац и државата низ Европа, низ Балканот. Аманет од мене да плива уште 100 маратони, ама да застани тогаш кога ќе најде соодветна замена близу него. Во спортот секогаш е така, за да продолжи спортот, да доктор Бошко ние го гледаме и натаму преку неговите ученици, аманет да најдеш приближно на тебе или повеќе од тебе, па тогаш да се откажеш. Нема да ни кажуваш 200 или 300 маратони, тогаш кога ќе дојдат условите,
да направиш тим, да направиш соодветна замена, пливањето да биде имидж на Кавадаци. Ние имаме езеро, ние треба да имаме пливачи. Доктор Бошко во таа насока знам дека работи, дека има потенцијал, дека има знање, дека ќе го направи. Ние освен да му бидеме благодарни, немаме што повеќе да му посакаме. Ова е едно почастување од општината, од неговите пријатели и другари за неговата успешна работа. Јас како спортист ги почитувам спортистите што имаат толк век во спортот. Тоа значи дека тој работел во спортот и постигнува резултати 20-30 години. Не да блесни една година и после да го нема, него името доктор Бошко потсетува на Кавадаци на пливањето на водата на убавините. Докторе, ти посакуваме големо здравје, морал кај вас има, физички предиспозиции има, неисцрпни сте, благодариме и да ви посакаме големо здравје и големи успеси во вашиот живот.